УЧК! УЧК! Избори, 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 избори. УЧК! Црн петок, црна мачка, црни грујо, црна вдојца, црна дудинка, црна недела, црно испод ногти, црн си у тунел, црна вуна, Нана што ја преде, црно и бело од Майкл Джексон, црна хроника, црн пантер, црно семе, црна гора, црно сонце, црно тиквешко, црно чоколадо, црнила и уште многу други црни перспективи за нас македонците. УЧК! УЧК! И вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички, добро, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, никогаш не земате туѓо, браќа албанци, ја тоа да ви кажам и го знам тоа. УЧК! УЧК! Непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. УЧК! УЧК! Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Ali Doing Business, Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови, ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино и Алден или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како Оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја. Ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите еротски филмови, значи Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја, тоа е полниот наслов, и работиме 24/7, тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе, моја трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоćниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоќе 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие кажи ги епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумент од Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево, за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников.
Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преварантска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен, до гуша да е во СДС и калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за Мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат, да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае и да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми, затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. А да, и ќе победел на избори. Сега грејата е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе по милава ни земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичките лајна.